Благодарам, Дејан. Почитувани представници на Сдруженијата за лица за попреченост, почитуван министер за здравство господин Азир Алиев, почитуван директор на Фондот за здравствено осигурување господин Сашо Клековски, почитувана господја Снежана Трпевска, представник од владата, драги мои колеги, почитувани гости од граѓанскиот сектор. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денес и ми представува особена чест што денес сме собрани овде во Собранието на Република Македонија да разговараме и да присуствуваме на настан на тема унапредување на правото на здравје за лицата со попреченост. Како долгогодишен работник во социјалната заштита, мојот професионален живот го посветив директно работејќи со лицата со попреченост и со семејствата, доаѓајќи директно до нивните проблеми. Затоа денес одовде ќе ви се обратам не само како пратеник и како член на интерпартиската парламентарна група, туку и како човек кој одблиску ги познава секојдневието, го познава секојдневието на овие лица, борбата, но и надежите за кои тие ги бараат од нас, од сите засегнати во владата. Оваа интерпартиска парламентарна група представува место каде што и покрај нашите различни политички ставови седиме на иста маса со една иста цел – да ги слушнеме вашите барања и да го преточиме во конкретни законски решенија. Како пратеници, наша должност е да обезбедиме овој механизам да функционира во интерес на граѓаните, создавајќи законска рамка која ќе биде реална и применлива поддршка за секој поединец. Свесни сме дека правото на здравје е фундаментално право. Иако Конвенцијата за правата на лица со попреченост е наш патоказ, знаеме дека реалноста на терен е многу поинаква. Се уште има бариери од физичка непристапност на ординациите до недостаток на специфичен кадар во помалите места. Како дел од парламентарното мнозинство, сакам јасно да порачам. Ние не ги затвараме очите пред овие предизвици. Напротив, активно работиме на нивно системско решавање. Денешниот настан доаѓа во клучен момент, кога се подготвуваат измените на Законот за здравствена заштита. Ова е наша шанса заедно да интервенираме за да изнајдеме најдобри решенија. Работиме на воспоставување повисоки стандарди за пристапност при отварање на нови ординации и обновување на постојните примарни здравствени домови. Свесни сме за потребата од логопеди, физијатри и специјалисти. Нашата цел е преку политиките за вработување и до едукација да ги доближиме овие услуги до секоја општина, за да го намалиме товарот на семејствата кои патуваат со километри за основен преглед. Преку диалог со Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство се стремиме кон проширување на позитивните листи на лекови и олеснување на процедурите за добивање современи помагала без дополнителни финансиски оптоварувања. Како работник во социјалната заштита, знам дека најтешката бариера е стигмата. Затоа поддржуваме програми за обука на медицинскиот кадар за комуникација со лица со различна попреченост, за секој пациент да се чувствува достоинствено и разбрано. Почитувани присутни, мојата врата и вратата на интерпартиската парламентарна група секогаш ќе биде отворена за вас. Ние, како пратеници, сме овде и да работиме не само за подобрување на здравјето на лицата со попреченост и не само за унапредување на правото на здравје на оваа група на луѓе, туку и да изградиме едно општество каде попреченоста нема да биде пречка за натамошен, достоинствен и квалитетен живот. Ви благодарам на вашето присуство. Ако има во продолжение некое прашање, ви стојам на располагање. Благодарам уште.